Кратки најави за денес. Охрид ќе добие дневен центар за згрижување на децата со посебни потреби. Болницата Свети Еразмо во Охрид пример за установа која вложува во нова опрема и зајакнување на кадарот. Охријани одадоа почит на ликот и делото на охридскиот истражувач и археолог Гоце Ангеличин Жура. Во Охридските средни училишта има 851 слободно место за учебната 2024-2025 година. Во тешка сообраќајна несреќа утрово во Кичево згаснаа 3 млади животи. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 19 степени Целзиусови. Во сабота во северозападна, западна и југозападна Европа и локално во централна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Невообичаено студено време за овој период од годината ќе има во Португалија, Шпанија и Франција. Во останатите предели од Европа ќе преовладува стабилно време со сончеви периоди и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 21 до 26 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува сончево и многу топло време со дополнителен пораст на температурите како на утринските, така и на дневните. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 16, односно до 27 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во недела и понеделник во Охрид ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 8, односно 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22, односно до 23 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност. Утринската температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Кога медиумите и невладините заедно ќе работат за подобрување на животот на лицата со попреченост, успехот е неизбежен. Охрид ќе добијат дневен центар за згрижување на децата со посебни потреби. Се надминаа бариерите околу доделувањето на просторот во поранешната касарна. Во тек се тендери за опремување на просторот. Охрид ќе добие дневен центар за згрижување на децата со посебни потреби. Просторот до инклузивната игротека Радост ќе се доопремува. Во рамките на проектот за подобрување на социјалните услуги, до јули годинава се очекува конечно и овие лица да го добијат заслуженото катче. Проектот се реализира со помош на грант за развој на социјална услуга, центар за дневен престој и индивидуална работа за лица со попреченост во општина Охрид, со поддршка на ТВМ телевизија. Надминати се административните бариери околу добивањето на просторот за реализација на овој значаен проект. Носител на проектот е Сдруженијето за воспитно-образовна и психосоцијална поддршка ВОПС Охрид. Благодарност до ТВМ за издвоениот простор во емисијата. Заеднички успеавме да се избориме за нашиот проект за дневен центар да продолжи. Во моментот во тек се тендерските постапки за околу средувањето на просторот. До крај на јули негде треба да заврши првата фаза од проектот за воспоставување на услугата, што значи да се опреми дневниот просторот кој што ни е доделен за дневен центар. Средствата за опремување на дневниот центар беа обезбедени, но проектот имаше можност да пропадне поради административните долги процедури околу доделувањето на просторот. Сега тоа е минато. Дневниот центар ќе биде опремен со ортопедски помагала и опрема, а во него ќе работат стручни лица. Да се лиценцира Сдруженијето и понатаму од август месец започнува и втората фаза од проектот, давање на услугата, која што со овој грант трае една година, меѓутоа после тоа се подпишува управен договор со Министерство и Министерството го презема финансирањето на дневниот центар и со тоа конечно ќе се реши овој проблем со згрижување на деца со посебни потреби во Охрид. Во септември годинава се очекува свечено отворање на дневниот центар за згрижување на децата со посебни потреби, кој што ќе се наоѓа во просториите на поранешната касарна во Охрид. Болницата Свети Еразмо во Охрид пример за установа која вложува во нова опрема и зајакнување на кадарот. Една од најзначајните инвестиции во оваа опрема е апаратот за магнетна резонанца во вредност од 1,2 милиони евра, обезбеден со поддршка од Европската унија. Министерот за здравство доктор Илир Демири заедно со заменик министерката доктор Маја Манолева ја посетија специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид, каде изминатите неколку години се реализирани бројни инвестиции во нова медицинска опрема, инфраструктурни проекти како и континуирано зајакнување на кадарот. Една од најзначајните инвестиции во нова опрема е апаратот за магнетна резонанца во вредност од 1,2 милиони евра, обезбеден со поддршка од Европската унија. Исто така преку ИПА проект набавени се повеќе апарати во вредност од 150.000 евра, и тоа апарат за артроскопија, ЕЕГ, ЕМГ апарат, ехо апарат, стационарен и мобилен, пациент монитори, како и апарати за физикална терапија. Покрај вложувањето во нова опрема во насока на унапредување на квалитетот на здравствената заштита, оваа установа е примери за континуирано зајакнување на кадарот. Само во изминатите неколку години се реализирани вкупно 73 нови вработувања, потенцираше министерот Демири посредбата со раководството на специјализираната болница Свети Еразмо. Заменик министерката доктор Манолева истакна дека во установата е реализирана и реконструкција на постојниот базен за физикална терапија во вредност од 125.000 евра, како и доопремување со хидрауличен лифт, кади за физикална терапија и апарат за криотерапија во вредност од околу 40.000 евра. Овие проекти се реализирани со поддршка од Центарот за југозападен плански регион, Швајцарската амбасада и Министерството за локална самоуправа. Во специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо се вработени вкупно 221 лица, а во моментов 9 доктори се на специјализација, рече Манолева. Во болницата Свети Еразмо се реализираат над 1600 хируршки интервенции и над 65.000 амбулантски прегледи на годишно ниво.
Охриѓани оддадоа почит на ликот и делото на охридскиот истражувач и археолог Гоце Ангеличин Жура. Во спомен куќата на Христо Узунов, денеска се зборуваше за неговиот непроценлив придонес кон науката и афирмацијата на нашето културно-историско наследство и православната црковна историја. Неговата ќерка, доктор Гордана Ангеличин Жура, вели дека идејата била да се соберат сите охриѓани и да се споменат за се што има Гоце Жура придонесено за Охрид, но и младите генерации да знаат повеќе за неговото, но и за делата на сите заслужни охриѓани во областа на науката, историјата, културата. Историчар, археолог, конзерватор, пасиониран истражувач, научник и визионер. Гоце Ангеличин Жура даде непроценлив придонес кон науката и афирмацијата на нашето културно-историско наследство и православната црковна историја. На 5-годишнината од неговата смрт, охриѓани денеска се потсетија на својот сограѓанин и на неговото дело како основоположник на теренските истражувања на пештерските цркви и монашки живеалишта во Охридско-Преспанскиот регион. Денешното чествување на неговиот лик и дело го организираа неговата ќерка доктор Гордана Ангеличин Жура и Горан Митрески, историчар кустос, во соработка со Националната установа Завод и музеј Охрид. Целиот свој живот го даде за науката и навистина беше, навистина со љубов го работеше тоа и многу сакаше наредните генерации да знаат, да бидат свесни на кое тло чекорат, колку сме обкружени со црковна историја, колку е богато нашето културно-историско наследство. Да повикаме за младите идни генерации да бидат во тек, значи да го продолжат делото, не само негово, него и на сите заслужни охриѓани во областа на науката, на историјата, на културата и слично. За Гоце Ангеличин Жура не постоја исцртаните граници меѓу државите. Тој е прв истражувач и на црквите од турскиот период во поширокиот регион на Преспа и Москополе, што резултира со откривање на нови ликови на светите Климент и Наум. Зад себе има оставено импресивна библиографија од 20 книги, монографии и 60 научни трудови. Гоце остави над 20 книги. Тоа е историја од 14, 15 до 20 век. Ова е нашата историја, ова е нашата култура. И секогаш треба да даваме значење на вакви настани, затоа што оставаме дела зад нас. Со Гоце Ангеличин Жура се знаеме од гимназиски денови, заедно студиравме. Прва генерација сме историчари на уметност. Заедно работевме, се додека тој се пензионира. Гоце беше еден прекрасен, харизматичен човек, што остави зад себе големи дела. Имам преубави спомени со него, теренски истражувања, бевме многу поврзани, секој знаев што пишува, знаеше тој ја што пишувам, си дававме еден на друг голем подстрек за работа. Со Гоце Жура имавме и јавни препирки за стручни работи, но секогаш бевме пријатели, вели археологот Паско Кузман. Охрид има силна голема традиција со многу познати личности, охриѓани, историски, од сите профили и така натака, така да се надевам и за Гоце Жура натака ќе се создаваат услови за паметење. Например, јас си предлагав ево и на неговата ќерка веќе да почне да ги собира, да направи собрани дела. Ако и собрат сите негови досега објавени трудови по медиумите и плюс во книгите, веќе има 2-3 тома и на тој начин се продолжува паметењето за тие заслужни луѓе за Охрид. Гоце Ангеличин Жура остави длабок печат во историјата на Охрид, охриѓани и Македонија со неговата неизмерна љубов кон културното наследство и историјата на уметноста. Тој неуморно и посветено ги евидентираше светите и сакрални места. Само во последната негова книга има мапирано 20 базилики и 40 цркви во стариот дел на Охрид, а таа бројка во неговиот научен век надмина 1000, вели доктор Климент Наумов од Факултетот за туризам и угостителство. Успеа да ја прескокни онаа фамозна бројка од 365 или тие 365 цркви во Охрид, таа легенда која што сите љубиме да ја кажуваме на нашите соговорници, нашите слушатели, и успеа да евидентира повеќе од 1500
цркви и свети места во Охрид и Охридско. За мене представуваше непресушна инспирација и извор на вистина драгоцени информации и ме насочи логички, трезвено и систематски да размислувам и навистина беше од пресудно и суштинско значење во моето изградување како еден интелектуалец. Поради неговите научни достигнувања, Гоце Ангеличин Жура застапен е во првата македонска енциклопедија, добитник е на повеќе награди и признанија, меѓу кои на повелбата патрон на градот Свети Климент Охридски во 2007 година. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2024-2025 година. Во Охридските средни училишта има 851 слободно место. Во 4 средношколски центри во Охрид, согласно објавениот конкурс на Министерството за образование и наука, во учебната 2024-2025 година ќе може да се запишат 851 полуматурант. Во Општинското средно училиште Свети Климент Охридски во прва година ќе може да се запишат 272 ученици во 8 паралелки во гимназиско образование. Во Економското училиште Свети Кирил и Методи има 152 слободни места, од кои 118 во економско-правната и трговска струка и 34 во здравствената струка. Во Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски има 277 слободни места во 10 паралелки за машинска, електротехничка, сообраќајна струка и лични услуги. Во регионалниот центар за стручно образование Иванчо Питошевски слободни места има за 150 ученици во 6 паралелки во угостителско-туристичка струка. Пријавувањето и годинава ќе биде електронско преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука euslugi.mon.gov.mk со специјална најава за средношколците преку нивните кориснички сметки на schools.mk. Пријавувањето и запишувањето на учениците во јунскиот уписен рок ќе се врши со две пријавувања. Првото од 20 до 25 јуни и второто на 1 и 2 јули, информираат од Министерството за образование и наука. Во тешка сообраќајна несреќа утрово во Кичево згаснаа 3 млади животи. Уште 3 лица на возраст од 19 до 21 година и едно малолетно лице се хоспитализирани со тешки телесни повреди. Сообраќајката се случи на улицата Магистрален пат во Кичево. 3 млади лица, едно од Кичево и 2 од кичевското село Трапчин Дол го загубија животот утрово во страот на сообраќајна несреќа што се случи на улицата Магистрален пат во Кичево. Уште 4 други, од кои едно малолетно лице се тешко повредени и хоспитализирани, дел на скопските клиники, дел во специјалната болница Свети Еразмо Охрид. Сообраќајката се случи во 4 часот и 50 минути утрово. Според првичните информации, дошло до директен судир меѓу 2 патнички возила, Голф и Пежо. Неофицијално едно од возилата од непознати причини се движело во спротивната насока. За жал, 3 лица ги загубија своите животи. 2 лица се од кичевското село Трапчин Дол, додека едно лице е од Кичево. 4 други лица се здобија со тешки телесни повреди, сите се од Кичево. Дел од нив се префрлени во болницата Мајка Тереза во Скопје, додека дел во болницата Свети Еразмо во Охрид. Сите хоспитализирани се млади лица на возраст од 19 до 21 година, а еден е малолетник. Тројца се од Кичево, а едно лице од селото Подвиг. Оние кои се лекуваат во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид се на интензивна нега, но надвор од животна опасност. Полицијата работи на утврдување на причините за несреќата, а по наредба на јавен обвинител, телата на починатите се предадени на обдукција. Во недела, на 31 март, во 2 часот по полнок, започнува летното сметање на времето. Стрелките на часовникот ќе треба да ги поместиме 1 час нанапред, односно времето во 2 часот ќе се смета како 3 часот. Летното сметање на времето завршува последниот викенд во октомври, односно на 27 октомври, во 3 часот, кога ќе започне зимското сметање на времето. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Автобус со 46 луѓе во Јужноафриканската република паднал од мост во провалија и се запалил. Само едно 8-годишно дете преживеало и со сериозни повреди било пренесено во болница, соопштиле од Министерството за транспорт. Патниците биле аџии кои патувале од главниот град на Ботсвана на великденска богослужба во градот Морија, кој се наоѓа на северот на Јужна Африка. Во соопштението на владата било наведено дека најверојатно возачот изгубил контрола удирајќи во бариерите на мостот, па автобусот излетал преку мостот и завршил во провалија пошто се запалил. Некои тела изгореле до непрепознатливост, а други биле заробени под автобусот или расфрлани на местото на несреќата. Министерот за транспорт на Јужна Африка, кој бил во областа како дел од кампањата за безбедност на патиштата, веднаш отишол на местото на несреќата и рекол дека јужноафриканската влада ќе помогне во враќањето на телата на жртвите во Ботсвана и дека ќе се спроведе целосна истрага за причините за несреќата. Автобус се превртел на автопат во западна Германија 100 км источно од Дизелдорф во покрајната Северна Рајна Вестфалија. Над 20 лица се повредени. Во автобусот во моментот на несреќата имало околу 60 патници, меѓу кои имали ученици кои што се враќале од патување во Англија. Причината за несреќата се уште се утврдува, а според првичните сознанија во неа не учествувале други возила. Ова е втора тешка автобуска несреќа во Германија оваа недела. Пред само 2 дена загинаа 4 лица, 35 беа повредени кога автобус се преврте на пат од Берлин кон Цирих. 38 лица загинале во израелските напади врз сирискиот град Алепо рано утринава. Меѓу загинатите имало и 5 членови на либанската милитантна група Хезболах, пренесува Ројтерс повикувајќи се на 2 безбедносни извори. Претходно сириското министерство за одбрана објавило дека нападите резултирале со смрт и ранети, голем број цивили и војници и предизвикале материјална штета на јавен и приватен имот, не прецизирајќи го точниот број на загинати, ниту дали жртвите се резултат на израелски или милитантни напади. Израелската војска одби да ги коментира наводите за нападите. Борците поврзани со Иран, вклучително и Хезболах, сега контролираат големи делови од источна, јужна и северозападна Сирија и неколку предградија околу главниот град. Голем пожар избувнал во 28 катница во Бразил. Граѓаните известувале за запалени делови од зградата кои паѓале на тротоарите и околните улици. Репортажна екипа на телевизијата Глобо од местото на настанот информирала дека со пожарот биле зафатени најмалку 7 спратови од зградата. Од предпазливост надлежните исклучиле струјата и ги евакуирале луѓето од соседните згради. Засека нема пријавено жртви и се уште не се јасни причините што би можело да го предизвика пожарот. Големо невреме во Шпанија, бурата Нелсон однесе 4 животи, соопштиле тамошните власти. Брановите со висина дури до 8 метри оставиле пустош зад себе. Големи делови од земјата, вклучувајќи ги регионите Андалузија и Каталонија, се погодени со олујата Нелсон, која била пропратена со силни ветрови со брзина од 90 км на час, како и со обилни врнежи од дожд, соопштиле властите. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.